Јас сум Нина Шерифовска, директорка на Парк Резиденс, директор на фондацијата Енвер Маличи, кои се дел од групацијата Маличи Груп. Исто така сум косопственик на неколку компании кои што се занимаваат главно со дигитална писменост на млади и едукација. Може би ова звучи дека е многу или како невозможна мисија, меѓутоа за мене успешност е она што го носите во себе, а не на себе. Маличи Груп е корпорација која што делува повеќе од 30 години. Брои некаде околу 500 вработени во 12 различни компании и тоа е она кое што може би направи, да кажам, посебни. Делуваме во повеќе земји, Македонија, Косово, Албанија, Хрватска и Германија. И исто така сме застапени во повеќе индустрии, како што се трговија, производство, недвижности, туризам и градежништвото. Секоја година како групација, односно како вработени во групацијата, се трудиме да биде поуспешна од претходната, совладувајќи ги нели сите предизвици кои што ги носи самиот бизнис. Меѓутоа, морам да кажам дека и родовата еднаквост, односно застапеноста на жената во управувачкиот врв, значи не можам да тврдам нормално, бидејќи има многу предуслови кои што треба да се исполнат за да имаме еден балансиран, да кажам, балансирано присуство, односно родова еднаквост. Меѓутоа, како корпорација се трудиме да тоа го балансираме колку што можеме повеќе. Секогаш компанијата наша и давала предност на жената. Иако економското учество и можностите на жената растат, нели, во ново време, меѓутоа Светскиот економски форум проценува дека со ова темпо некаде ќе ни требаат уште 150 години за да достигнеме некаква балансираност во родовата еднаквост. А додека од друга страна, предизвиците на нашето време се да вештачката интелигенција веќе го заменува човекот. Значи не е битно дали е маж или жена. Утре ќе биде едно работно место ќе го води робот. Така да оваа дигитализација која што е, да кажам, предизвик на ова време, ќе ги менува работите понатака многу рапидно. Економското учество на жената беше особено погодено за време на пандемијата. Се заради грижата на семејството, едукацијата на децата, која што знаеме дека во тоа време се одвиваше од дома, така да жената беше приморана да нејзиното економско присуство го, да кажам, стагнира или многу индустрии беа погодени, а особено жената за време на пандемијата, како што е туризмот, како што е малопродажбата и многу жени мора, да кажам, да се откажат од своето работно место.